Јас во мојата канцеларија имам единствено лаптоп и еден куп барокни фотели оставени од еден бивши премиер, кои што се многу поскапи од било каков спортски реквизит. Дали СДСМ и вие како лидер и премиер станувате заложник на албанската етничка заедница? Кога се работи на остварување на цели, кога се работи на остварување на визија и кога партнери во било која работа, а пред се во политика, имаат иста и цел и визија, тогаш не може да се работи за никакво заложништво. Премиере Ковачевски, кога го почнавме скрининг процесот, а вие до ден денес уште немате формирано тим? Патот за Брисел не води преку Софија. Ние со Бугарија имаме билатерални прашања, кои што билатерални прашања ќе се решаваат билатерално. Ние имаме и со Грција билатерални прашања, кои што ќе се решаваат билатерално. Колку денеска е присутно руското влијание на Балканот? Руското влијание било и е засилено присутно. Тоа е прво влијание преку политички партии. Јас никогаш не сум одбил да одговорам на новинарско прашање, ниту пак на некој му било дадено какво прашање да ми постави. Можно ли е да се случи комплетно роботите или вештачката интелигенција да ги заменат работниците? Истиот страв бил кога почнало да речем да се користат трактори за орање наместо да се користат луѓе за копање. И Курти дојде во власт во Косово со нарацијата дека нема да дозволи српски етнички општини. Гледате Трилинг, добро вечер. Еднашка тој беше пребукиран поради набиената агенда. Вториот пат поради здравствени причини јас побарав одложување. И конечно, трета среќа, се усогласивме. Во ово издание на Трилинг, председателот на владата Димитар Ковачевски. Господин Ковачевски, пред да говориме за фудбалскиот меч во државна установа на вашиот заменик премиер, она што можеби вас како влада ви создава голема главоболка, а и кај граѓани, тоа е задолжувањата, еврообврзницата. Може ли со ова перманентно задолжување да фатиме крај со крај или тонеме во голема дупка во која според одредени показатели и покрај тоа што се задолжуваме, не гледаме сериозни инфраструктурни и капитални инвестиции, а според упатените со ваквото задолжување нема најава за сериозен економски раст. Во однос на задолжувањето, прво треба да се погледне структурата на целиот јавен долг и доколку го погледнете, ќе видите дека минатата година завршивме со 57% задолжување во однос на домашниот производ, што значи дека не е зголемување на долгот, туку сме имале намалување во однос на она што било претходно. Исто така ние сега точно издадовме еврообврзница, која што еврообврзница е издадена со цел заради враќање на еврообврзница и задолжување направено порано. Ние имаме еврообврзница од 2016 година од владата на ВМРО ДПМН, која што треба да се врати во јули оваа година. Што значи дека со оваа еврообврзница се репрограмира, односно се враќа долгот кој што претходно бил направен. Дополнително кога зборуваме за задолжувањето визави капиталните инвестиции во државата, и минатата и оваа година го следиме златното правило на финансиите, а тоа е задолжувањето да биде поголемо од дефицитот, односно инвестициите да бидат поголеми од дефицитот, а задолжувањето да се користи за капитални инвестиции. Минатата година завршивме со историски највисоко ниво на капитални инвестиции од осамостојувањето на државата, 465 милиони евра. Може ли да издвоите еден сериозен капитален? Значи, минатата година јас бев на пуштањето на експресниот пат до Кочани. Сега имаме комплетно финално решение од Штип до Кочани. Исто така беа направени голем број на градинки. Во текот на изминатите 5 години се направени 78 градинки во државата. Исто така се работеше на голем број објекти во земјоделството. Значи, минатата година го пуштивме водоснабдителниот систем во Ранковце,
Во финална фаза, што значи дека веќе се прокнижени најголем дел од инвестициите, е и втората по големина брана во државата Конско, чието пуштање ќе биде токму оваа година. И вчера го потпишавме договорот за почетокот на изградба на коридорот 8 и за коридорот 10D, што значи дека сега ќе имаме инвестициски проект најголем во историјата на државата, од 1,3 милијарди евра, кој што ќе биде во период од 5 години, буџетски финансиран, и тоа е автопатско решение кое што практично ќе биде од Тетово до албанската граница и конечно автопат помеѓу Прилеп и Битола во должина 40 километри. Што значи дека ако ги погледнете километрите на автопатишта кои што биле направени во државата од незиното осамостојување, се работи за околу 160-70 километри автопатишта. Само со овој проект ќе бидат изградени 110 километри автопат за 5 години. Премиера, ново задолжување за враќање на доспеаните долгови. Со пораст на бруто општественото производство 2% и камата за новото задолжување од речиси 6% на странските кредити. Само за оваа последна обрзница што ја земавте, за 4 години ќе треба да платиме 120 милиони евра камата, а никој не понесе одговорност, барем до овој момент, за еврообрзницата која беше по многу поповолни услови поради помалку ноншалантност од вашите министри. Не е така. Значи прво не е 120 милиони евра, многу помалку е. Каматата е 6,96% на евроврзницата годишна. Камата на евроврзници се плаќа купонска камата, годишна фиксна камата. Гледам дека има некои политичари кои што ги мешаат термините на yield, принос од евроврзница и камата од евроврзница. Значи купонската камата е 6,96 и таа е издадена на износ од 500 милиони евра. Предходната беше на 600 милиони евра со камата од 6,5%. Меѓутоа сега бидејќи обезбедивме макрофинансиска помош од Европската унија во износ од 100 милиони евра со 3% камата, износот од 600 милиони евра, оригиналниот кој што не беше потребен, го имаме по истото каматно оптеретување како што беше она со 600 милиони евра. Тоа го препозна инвеститорите и на аукцијата за евроврзницата која што ја издадовме сега, имаше практично 4 пати поголем интерес од она што ние го издадовме. Значи за аукција за евроврзница која што издававме за 500 милиони евра, понудата беше 2 милијарди евра. Тоа значи дека инвеститорите веруваат во кредитниот рейтинг на нашата држава, веруваат во фискалните, во монетарните, практично во економските политики на државата, што исто така беше потврдено и преку потврдата на кредитниот рейтинг на државата од страна и на Standard & Poor's и на Fitch, во услови на голема економска и енергетска криза. Донесов одлука за замрзнување на цените, меѓутоа она што останува впечатокот дека одредени чекори се помалку задоцнети. Дел од вашите колеги ќе речат некој профитира на грбот на граѓаните во време на криза. Но и некој друг профитираше со струјата во услови на енергетска криза. За релативно краток период се отворија компании за производство на струја, компанија поединец со сомнителен карактер, а се поврзува блиски до власта. Тука не гледате исто профитерство? Значи прво мора да ги разграничиме двете работи. Кога што се однесува до цените на основните прехранбени производи, владата имаше многу јасна политика и реална политика, при што не дозволивме ценовен шок за граѓаните. Имено прво донесовме 2 пакета антикризни мерки во износ од 760 милиони евра, кои што беа наменети за најранливите категории на граѓани, вклучително и субвенционирање на цената на електричната енергија 80% од реалната цена. Што значи дека граѓаните во целиот изминат период и оној што е пред нас плаќаат 5 пати помали сметки од тоа што би ги плаќале без субвенцијата од државата. Второ, во однос на основните прехранбени производи, во комуникација со стопанските комори и со нивните сектори, особено со секторите за производство на основни прехранбени производи, донесовме мерка за субвенционирана цена на електрична енергија за овие компании од 80 евра мегават час, во услови кога на берзите цените на електрична енергија беа 500 евра мегават час.
Тоа беше дел од еден джентлменски договор, каде што владата ја овозможи таа електрична енергија, поддржано со пари од буџетот, кои што се пари на граѓаните, а компаниите требаше да ги намалат цените за 10%. Дел од компаниите Кој профитира во време на Дел криза? од компаниите ги намалија цените, дел не ги намалија. Затоа следуваше следна мерка од страна на владата, а тоа беше замрзнување на цената на лебот. Сега цената на лебот е 33 денари за 400 грама бел и полубел леб. Она што следува е намалување на цените на тестенините, на дел од млечните производи, што се однесува до енергијата и до производството на електрична енергија. Производството на електрична енергија во Северна Македонија оваа година е зголемено за 50% во однос на истите месеци од минатата година. Исто така и минатата година производството беше зголемено за 40% во однос на предминатата година. Сите капацитети кои што ги поседуваме за производство на електрична енергија се во функција, значи беа направени сите ремонти во Рек Битола, Осломеј, Тец Неготино како ладна резерва беше пуштено во функција и со тоа обезбедивме електрична енергија кога сите предвидувања беа дека ќе биде, односно предвидување на скептиците и предвидување на критичарите дека ќе биде зима кога ние ќе бидеме без струја и со рестрикции. Немавме рестрикции, немавме покачување на цената на електрична енергија. Од 1 јануари имаме намалување за 20% на цената на електрична енергија за 72.000 компании на регулираниот пазар и иста цена на електрична енергија за 90% од домаќинствата кои што рационално ја користат електричната енергија. Исто така, во државата имаме и енергетска трансформација, бидејќи секоја криза се користи и како можност за трансформација на одредени делови од индустријата. Таа трансформација е транзиција кон обновливи извори на енергија и диверсификација на снабдувањето со електрична енергија и други енергенси. Само од 1 јануари минатата година до 28 февруари оваа година во нашата држава се ставени во употреба, значи произведуваат електрична енергија 182 мегавати капацитети од обновливи извори на енергија, доминантно фотоволтаици. Ве молам, владата се реструктуира, Таравари стана дел од владината коалиција. Истиот тој лидер на Алијанса на албанците, кој до вчера постојано ве критикуваше како тандем СДСМ и дека сте корумпирани. Како сега триото Ковачевски, Ахмети и Таравари ќе работат? Се чини дека наместо националниот интерес преовладувал партискиот интерес. Јас кажав дека оваа реконструкција на владата не е водена ниту од партиски, ниту од личен, ниту од чисто дневно политички интерес. Туку напротив, таа реконструкција на влада обезбеди политичка стабилност во државата, обезбеди зголемување на ефикасноста на носењето на одлуките пред се во собранието, меѓутоа исто така и кадроско освежување во владата. Но се чини дека малку се преигравте, условно кажано, бидејќи на почеток велевте дека ќе стигнеме до 70-74 пратеници. Јас кажав дека ќе има зголемено парламентарно мнозинство, во исто време кога опозицијата велеше дека тие обезбедиле парламентарно мнозинство. Вие се сеќавате како опозицијата, односно претседателот на опозицијата, велеше дека во јануари или февруари тој ќе има, или почетокот на февруари, тој ќе има 61 пратеник, ќе биле распишани предвремени избори и тоа бараше да бидат во мај, за да не се справува со енергетската криза која што завршува на 1 мај. Дали СДСМ и вие како лидер и премиер станувате заложник на албанската етничка заедница која во еден период тераше тезата дека без албанците не може влада или без албанците нема да ја биде Македонија? Гледате, прво, тоа е теза која што сметам дека е надмината во нашата држава со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Второ, како председател на влада, јас ги гледам колегите министри како професионалци кои што извршуваат својата работа пред се и никогаш не сум навлегувал во етничкото потекло на некого, без разлика какво и да е, дали е македонец, дали е албанец, дали е влав, дали е ром, туку пред се, од тоа со каков професионален и личен капацитет и интегритет влегува во извршувањето на одредена професионална функција. Она што е исто така важно е дека кога се работи на остварување на цели, кога се работи на остварување на визија и кога партнери во било која работа, а пред се во политика,
имаат иста и цел и визија, тогаш не може да се работи за никакво заложништво. Доколку ги погледнете програмите на партиите, тогаш сите партии во владата имаат цел за членување на Северна Македонија во НАТО, што го направивме, и за членување на Северна Македонија во Европската Унија, кој што процес го отпочнавме. И овие политички партии го поддржаа тој процес, односно носењето на заклучоците во собранието во месец јули минатата година, кога практично преку носењето на тие заклучоци ја прифативме преговарачката рамка, која што беше доставена од страна на сите земји членки на Европската Унија, представувана од француското претседателство, подоцна и од чешкото претседателство, и нашата држава после 17 години чекање со заштитен идентитет, заштитен македонски јазик, ги започна преговорите со Европската Унија. Како може да говориме за независно судство и обвинителство кога се избираат татини обвинители, кога нема расчистување на случајот со неколку сомнителни несреки? Јас секогаш кажувам и ќе продолжам да кажувам дека судството и обвинителството мора да работат независно од било какви политички или бизнис интереси. И на крај, јас никогаш не ги генерализирам работите, дека нешто се не чини или нешто се чини, доколку е составено од поединци, туку секогаш треба да се унапредува било кој систем, тука мислам и на правосудниот систем, тоа унапредување да се прави преку унапредување на кадрите кои што ги има, идентификување на оние кои што се добри, идентификување на оние кои што треба да се унапредат, меѓутоа идентификување на оние кои што можеби не ја извршуваат работата на начин на кој што треба да ја извршуваат. Може ли да говориме за правна сигурност во државата? Во ситуација кога големи зверки се спогодуваат со обвинителството и со Гледате, вие повторно ми поставувате прашање нешто што не е во домен одговорност или во било каква ингеренција на владата. Бидејќи спогодба прави обвинителство со одредена личност. Тоа не може да го прави владата. И затоа тие прашања треба да се упатуваат таму кај што им е вистинската адреса. Еве кога велите дека на погрешна адреса го поставувам прашањето, дали на погрешна адреса го поставувам прашањето дека во високите ешелони на власта има корупција и криминал? Па тоа ќе ви кажам дека само минатата година Министерството за внатрешни работи има идентификувано 164 случаи на корупција во кои што се вклучени поединци или правни лица и кои што потоа се процесуирани. Исто така, кога ги погледнеме бројките, стапката на криминалитет во текот на 2022 година е намалена за 33% во однос на претходната година, а во овие први 2 месеци од оваа година бележиме намалување за дополнителни 33%. Она што на нас ни треба е унапредување постојано на секој систем, и јас затоа сум еден од најголемите поборници за членство во Европската Унија, бидејќи еден од клучните критериуми за влегување во Европската Унија е кластерот основи, во кој што влегува и владењето на правото, кој што ќе ги каже точно и ќе ги детектира сите оние области во кои што треба да се унапреди во нашата држава владењето на правото, правосудниот систем, обвинителскиот систем и другите институции кои што се во надлежност на владата, со цел да имаме општество во кое што ќе биде на исто ниво со оние општества со кои што се компарираме, односно држави кои што се членки на Европската Унија. Премиере, направивте реконструкција, но го немате се уште потребното мнозинство за уставните промени. Вашиот вице-премиер Маричич вели мора да започнеме диалог со опозицијата со намера да го обезбедиме мнозинството. Кога и како? Двотретинско мнозинство за уставни измени не е потребно на владата. Тоа е потребно на граѓаните и на државата. Бидејќи една од одлуките до полноправно членство на Северна Македонија во Европската Унија е внесувањето на делови од други заедници во нашиот устав. Меѓутоа, на тој пат до целосно зачленување постојат и други одлуки кои што ќе се носат и за кои повторно ќе биде потребно двотретинско мнозинство. Реформа на правосудниот систем, реформа на обвинителскиот систем, реформа на јавната администрација, реформа на децентрализацијата. Тоа се све одлуки кои што се носат со 2/3 во парламентот. И затоа велам дека овие одлуки кои што се од стратешко значење
не треба да бидат предмет на дневна политика. Тоа има примери во држави, како например што е Хрватска, каде што и тие носеа тешки одлуки до зачленувањето во Европската унија. Меѓутоа, тие одлуки не беа дел на дневна политика. И затоа велам дека опозицијата треба да учествува во овој процес. И ова треба да биде обврска и одговорност на сите 120 пратеници во собранието. Јас ве прашам директно, како ќе убедите опозицијата за да ја добиете поддршката за уставните промени и доколку до ноември, бидејќи си дадовте некаква временска рамка дека до втората половина на годинава ќе ги спроведете уставните промени, ако не се спроведат, дали ќе поднесете оставка? Првин, за влада се потребни 61 глас. Оваа влада има 65 гласа. За уставни измени се потребни 2/3. И да ги одвоиме тие два процеси. Што се два различни процеси. Јас истото ви го велам, во оваа прашање вие ја доловивте суштината на тоа што ви кажувам. Овие одлуки не треба да бидат предмет на уцена. Зошто? Бидејќи има уште одлуки со 2/3 кои што ќе треба да се носат до финално зачленување во Европската унија. И замислите ако секој... Меѓутоа, ВМРО ДПМН не вели дека нема да ги поддржи останатите закони за двотретинска... Ама ВМРО ДПМН до сега не поддржало ни една одлука за зачленување на Македонија во НАТО или во Европска унија. Кажете ми една одлука која тие ја поддржале. Беа против зачленување во НАТО. Тие не влегоа во собраниската сала кога го гласавме договорот Фронтекс. Значи Фронтекс е договор помеѓу нашата држава и Европската унија, каде за прв пат на еден договор стојат сите официјални јазици на Европската унија и македонскиот јазик, без никакви појаснувања, додавки или фусноти. И не влегува во собраниската сала и не го гласа. Премиере Ковачевски, кога го почнавме скрининг процесот, а вие до ден денес уште немате формирано тим? Ке дојде и тоа, затоа што имавме сега екипирање на владата. Потоа, тој тим ќе треба да ги состави амандманите, за да може да се стават на јавна дискусија. Да ги видат и деловната заедница, и академската заедница, и невладините организации, медиумите, преку медиумите сите граѓани, за да може да се уверат сите за каква промена се работи. Премиере Ковачевски, вие неодамна рековте дека преговараме со Брисел, а не со Софија, меѓутоа патот до ЕУ оди преку Бугарија. Имајте во предвид и имате сигурно дека на секој поглавје Бугарија може да не стопира. Јас стојам за тоа дека ние преговараме со Брисел, а не преговараме со Бугарија. И патот за Брисел не води преку Софија. Бидејќи процесот на ќе стигнете до процесот на пристапување во Европската унија е процес во кој што се исполнуваат критериуми. Кои што критериуми ги одобруваат 27 земји членки на Европската унија. Ние со Бугарија имаме билатерални прашања, кои што билатерални прашања ќе се решаваат билатерално. Ние имаме со Грција билатерални прашања, кои што ќе се решаваат билатерално. И Хрватска и Словенија имале билатерални прашања, ги решаваа билатерално. Меѓутоа големите одлуки ги донесоа и станаа земји членки на Европската унија. Идната недела средба во Охрид на Вучич и Курти. Охрид, градот на УНЕСКО, очигледно станува место каде се постигнуваат големи договори. Може ли доколку не се постигне согласност меѓу Белград и Приштина да дојде до радикализација на состојбите во регионот? Најпрво, ние секогаш како држава го поддржувавме диалогот помеѓу Србија и Косово со посредство на Европската унија и на Соединетите американски држави. Големо признание за нас и за мене е тоа што токму Охрид ќе биде домаќин на следната рунда на преговори кои што ги имаат премиерот на Косово и претседателот на Србија, односно Косово и Србија. Тоа само го потврдува фактот дека преку зачленувањето во НАТО, преку решавањето на сите отворени прашања со соседите, ние сме во моментов фактор на стабилност на Балканот. Ние сме земја која претседава со ОПСЕ, земја која што преговара со Европската унија, земја која е членка на НАТО. Замислите кај бевме пред 2001 година. А гледате кај сме денес.
Јас сметам дека единствено решение може да се постигне за било кој конфликт низ дипломатски напор и низ преговори. Јас не можам да ги коментирам преговорите кои што се водат помеѓу Косово и Србија, иако информации кои што се потребни да ги имам. Сметам дека ние ќе се покажеме како достојни домаќини за еден таков важен процес и дека на крајот ќе зависи од Србија и од Косово, нормално со посредишно на Европска унија и на Соединетите американски држави, тоа го повторувам постојано, да се дојде до практично начин на имплементација на она што ќе го договорат и што го договориле, со цел да имаме регион кој што ќе напредува заеднички кон полноправно членство во Европската унија. Колку денеска е присутно руското влијание на Балканот, пред се во Северна Македонија, Србија? Руското влијание било и е засилено присутно во текот на изминатиот период, особено по војната која што е предизвикана со агресијата на Русија врз Украина, каде што практично една држава е нападната од друга држава и е нарушен територијалниот интегритет. Ние сме земја членка на НАТО и имаме целосно согласена надворешна политика со Европската унија и согласно со тоа сме изложени на негативни влијанија од страна на трети страни. Тие влијанија се гледаат низ неколку аспекти. Тоа е прво влијание преку политички партии кои што застапуваат диаметрално спротивни ставови во однос на зачленувањето во НАТО и Европската унија. Значи ние имаме политички партии кои што се против зачленување на државата во НАТО и во Европската унија. Второ, видливо е присуството во делот медиумите, социјалните медиуми и така натаму. Меѓутоа и хибридните напади кои што се случуваат во државата, исто така според она што го имаме како информации и она што беше споделено и од Министерството за внатрешни работи, доаѓаат од трети земји, вклучително и од Русија и од Иран, преку идентификацијата на IP адресите, кои што негативно влијаат на функционирањето кај нас во одредени клучни области. Например, дојавите за бомби со кои што успешно се справува нашата држава, потоа нападите, сајбер нападите врз клучни, критични институции кои што обслужуваат голем број на граѓани, се е тоа дел од влијание на трети страни кои што секако дека имаат и поддршка и тука кај нас. Меѓутоа, јас уште еднаш апелирам дека нашите граѓани треба да бидат мирни, бидејќи институциите функционираат. Вчера, кај мене беше висок представник на НАТО, имавме состанок на кој што разговаравме токму за заедничката соработка на НАТО и нашата држава во делот на справувањето со сајбер нападите, во делот на градењето на клучна инфраструктура за одбрана на клучните институции и така натаму. Дали се сеќавате како почна падот на владата на Никола Груевски? Јас добро се сеќавам како почна падот на владата на Никола Груевски и како се случи падот на владата на Никола Груевски. Како се случи? Тоа беше една влада која што владееше со недемократски методи и тоа го покажуваат сите меѓународни институции и извештаи, во која што подоцна низ голем број на објавени разговори можеше да се види на кој начин биле организирани избори и други процеси во општеството. Господин Ковачевски, се тепаат новинари, министри, директори не креваат слушалки, диктираат темпо кој, кога и како да постави прашање, се етикетираат луѓе. Тоа помалку ми наликува на времето токму на Груевски, кога медиумите се делеа на провладени медиуми, на новинари кои се со власта и против власта. И падот почна во оној момент кога згасна и А1 телевизија. Деновиве дел од колегите ќе речат ова наликува помалку на времето на Груевски. Првин, јас ќе ви кажам за мене. Јас никогаш немам договорено прашање со некого и никогаш било кој новинар не бил спречен
да дојде на пресконференција, а јас имам секоја недела барем по 2 пресконференции. Потоа никогаш се немам јавено на уредник да уредувам вести, ниту пак да го правам распоредот на вестите во нивното време траење. Секој новинар можел да праша било кое прашање и на тоа прашање добил одговор. Доколку одговорот не бил во согласност со очекувањата на новинарот, или бил кажан збор, или на медиумот, бил кажан збор кој што бил протолкуван на начин на кој што јас не сум сакал да биде протолкуван, исто така сум знаел и да се извинам. Тоа се однесува и на другите министри. Оваа влада е оценета 100% транспарентна. За разлика од владите за кои што зборувате, така да не може да има никаква споредба. Доколку на некоја пресконференција дојде до, а знам на што ви е алузијата, дојде до одредена дебата помеѓу говорник, министер, член на влада и новинар, тоа значи дека секој може да го каже своето мислење. Јас никогаш не сум одбил да одговорам на новинарско прашање, ниту пак на некој му било дадено какво прашање да ми постави. Така да не може да се направи никаква споредба, верувајте. При крајот Тоа вие како новинар најдобро можете да го кажете дека споредба не може да се направи. Нити па некој некого етикетира каков бил. Добро, ќе ве потсетам на денот на честувањето на Гоце Делчев, Добро. кога на дел од медиумите им беше забрането да снимаат. Прво на денот на честувањето на роденденот на Гоце Делчев беа спроведени безбедносни протоколи кои што важеа за сите, вклучително и за мене. Важеа и за медиумите. Значи, медиумите има каде може да ги постават своите камери и каде може да имаат новинарски екипи кои што можат да постават прашања на гостите. И тоа беше испочитувано. И самите бевте сведок дека секој со камера можеше да сними внатре, а пред самиот влез на црквата голем број на политичари и гости дадоа изјава, можеа да дадат, имаа можност да дадат изјава. Доколку дојдете некогаш на самит, например, на Европска Унија, кога имаме со Западен Балкан, тогаш ќе видите како и во Брисел точно се знае протоколот, кој каде се движи, медиумите каде стојат, каде се даваат изјавите. Сметам дека тоа беше многу професионално организиран ден, бидејќи беше оценет како настан од висок ризик и секој имаше можност и да извести и да добие информација, снимка од она што се случуваше таму. Следите тренинг, интервју со премиерот Димитар Ковачевски. Господин Ковачевски, деновиве дел од медиумите објавија дека сте имале средба со екс-премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев. Каде се разединувате во ставовите во однос на водењето на партијата, во однос на водењето на државата? Првин, јас имам комуникација со сите бивши председатели на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бидејќи сите се членови на Социјалдемократскиот сојуз. Шекеринска е подпредседател на партијата на европски социјалисти и ние сме многу горди на тоа. И со неа често комуницираме на полето на меѓународната политика. Професорот Бучковски е врвен професор по право, така да и со него на таа тема знаеме да поразговараме. Последниот разговор го имавме пред 3-4 недели. Со премиерот Заев, тој сега има своји други обврски со кои што се бави, така да вие ме прашавте дали имало разидување или конфликти. Значи немало ниту разидувања, ниту конфликти. Имаше одредени надписи кои што тој ги демонтираше. Сите одлуки во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се носат многу транспарентно и низ дебата во телата. Господин Ковачевски, пред разговорот кога ве прашав како сте, ми рековте уморен. На крајот од овој работен ден ќе го повикате тимот на Груби да изиграте мало фудбал во големава сала? Знаете како, секој има право да го организира просторот во својата канцеларија, каде што поминува најголем дел од денот на начин на кој што смета. Добро, тоа го слушнавме и деновиве во вашите тоа е и мојот став. Помалку изгледа невкусно во услови на криза. Јас во мојата канцеларија имам единствено лаптоп и таблет. И еден куп барокни фотели оставени од еден бивши премиер.
кои што се многу поскапи од било каков спортски реквизит. Таму гледам дека и амбасадори кога идеа се сликаат и така натаму. Прашање за тоа како некој ја уредува својата канцеларија, просторот во кој што работи, е прашање за секој индивидуално. Јас имам колеги премиери кои што имаат кошеви во канцелариите. Меѓутоа јас немам. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас. Поштовани гледачи, тоа беше претседателот на македонската влада Димитар Ковачевски. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини за овој издание на Трилинг. Следете не. Од вечерва дел од тимот на Трилинг ќе биде Кристина Атовска. Вечерва нејзин соговорник ќе биде продеканот на факултетот Финки. Иако технолошкиот напредок во голема мера ни ги олеснува животите, сепак постојат групи на луѓе кои стравуваат од негативните последици. Прво можевме во весниците да читаме наслови за тоа дека роботите ќе ги заменат работниците, а сега се почести се насловите дека вештачката интелигенција ќе им ја одземе и интелектуалната работа на луѓето. Она што порано го гледавме на филмови во жанрот научна фантастика, денеска е само наука. На овие теми разговарам со продеканот на Финки, професорот Петре Ламевски. Добре дојдовте во Трилинг. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вас за поканата. Прво би сакала да ве прашам што помислува еден професор кој се занимава со оваа тема, со вештачка интелигенција, кога ќе ги слуша овие фаталистички ставови? Па, со примена на вештачка интелигенција се бавам искрено од почетокот на својата кариера, некаде од 2008 година, па наваму, паралелно работејќи како консултант во индустрија, а исто така работам и на научно-истражувачка работа, особено во областите повторно на примена на вештачка интелигенција во различни домени. До некаде стравот е и оправдан, бидејќи искрено се работи повеќе за страв од промена, отколку за страв од нешто фатално дека ќе се случи со користењето на вештачка интелигенција, особено што веќе вештачката интелигенција може би 10 години или барем дел од методите кои што се користат во вештачката интелигенција интензивно се користи во било која индустрија, особено во сервисната индустрија и дава многу добри резултати, ги оптимизира внатрешните процеси во компаниите, им помага на клиентите побрзо да дојдат до посакуваниот резултат и на крајните корисници им овозможува поквалитетно користичко искуство. Можно ли е да се случи комплетно роботите или вештачката интелигенција да ги заменат работниците? Предпоставувам дека истиот страв што го имало од било која индустријска револуција, а ќе ја наречам рапидниот развој во последниот период на вештачката интелигенција како уште една индустријска револуција, веќе има некој име индустрија 4.0 ја нарекуваат баш бидејќи вештачката интелигенција наоѓа примена и во производствената индустрија секаде каде што има некакво производство. Истиот страв бил кога почнало да речеме да се користат трактори за орање наместо да се користат луѓе за копање. Истиот страв бил кога цели сметководствени бироа каде што рачно се правеле пресметките биле заменети од еден компјутер. Не значи дека луѓето нема да најдат некоја друга работа, едноставно некои професори со еволуцијата на развојот на технологиите ќе замрат, додека други професии ќе добијат некаков примат, ќе почнат да се истакнуваат уште повеќе. Каква ни е иднината во државата кога се работи за вештачка интелигенција и за иновации во оваа сфера? Вештачката интелигенција бара податоци. И тука веќе не се работи за техничката спремност на лицата кои што имаат експертско знаење од областите на вештачката интелигенција, туку се работи за пристап до податоците. И затоа нели податоците ги нарекуваат новото злато. Тие компании, тие институции, тие држави кои што имаат огромен број на податоци, прават доста подобри модели и доста подобри иновации. Например, лидери моментално се Microsoft, Facebook, Amazon, бидејќи тие имаат огромен број на податоци на кои што може да ги градат своите модели. За разлика од нив, ние имаме пристап до помалку податоци, меѓутоа би апелирал да речеме до државните институции генерално, доколку имаат некакви податоци, доколку има политичка волја за некакво унапредување, можеме заедно да ги искористиме придобивките од вештачката интелигенција за најмалку барем да ги унапредиме процесите кои што се во државата, користејќи ги податоците кои што државата секако ги има. Бидејќи споменавте политичката волја, би сакала тука да се надоврзам. Од пред некоја година донесе нашата влада национална стратегија за вештачка интелигенција, иако на многумина на почетокот тоа им звучеше чудно. Пред месец дена од прилика владата практично усвои еден проект
кој се однесува на вештачка интелигенција, односно инкорпорира во владата наречено дигитален асистент АДА базиран на вештачка интелигенција кој треба да дава информации, да ги процесира програмите и од таму велат дека ќе биде ефикасен и транспарентен. Можеме ли многу повеќе, во многу повеќе процеси, на многу повеќе места да инкорпорираме оваа вештачка интелигенција? Имаме ли такви капацитети и дали гледате волја не само кај владата, туку ќе ве прашам и за целиот приватен сектор? Има ли приватниот сектор волја да почне да ја употребува вештачката интелигенција? Приватниот сектор во Македонија ја употребува вештачката интелигенција. Има многу мали и средни предпријатија, претпоставам, кои што работат, дали работат за развој на домашни продукти, па после тоа да ги продаваат во странство, дали работат како консултанти на странски компании за развој на нивните продукти, меѓутоа голем дел од оние компании кои што се ориентирани кон ICT технологии веќе работат во областите на вештачката интелигенција и тоа го прават доста успешно. Од аспект на техничка спремност мислам дека имаме кадар. Повеќе мислам законска регулатива, да речеме пред неколку години беше донесен и Законот за заштита на лични податоци и сега тука се прави некаква регулација на тоа кој има пристап до кои податоци, каде и како, а сите алгоритми на вештачка интелигенција бараат податоци. И сега од една страна ги имаме податоците кои што постојано се собираат, од друга страна од очигледни причини бидејќи можна е злоупотреба во секој чекор при користењето на тие податоци, мора државата да контролира како тие податоци се користат. И тука треба да се најде некој баланс за податоците кои што ги има државата, да ги направи достапни барем на академската заедница, за да можат барем за научно-истражувачка дејност да се прават некакви истражувања со податоците кои што ги имаме тука, за да можеме да допринесеме на општеството. Професоре, во моментов има една актуелна војна, има една актуелна алатка која на големо се употребува, па и злоупотребува. Станува збор за чат GPT. Големите гиганти како Google и Microsoft веќе инкорпорираат, споменавте дека тие го имаат и пристапот до информациите. Она што е интересно е што оваа алатка навистина прави промени во целокупното наше живење. Оваа алатка може да пишува семинарски, секаков вид трудови, дури дипломски. Колку оваа алатка и ваквото користење на вештачката интелигенција ќе го промени и системот на образование? Ќе одиме во насока најверојатно на прилагодување, бидејќи тоа е процес, како да кажам. Кај нас менталитетот е таков, нели, се снашол, препишал, менталитет имаме во државата. И секогаш ние како академска средина, како професори се трудиме да ги сузбиеме тие појави. Студентите наоѓаат начин како да не изиграат и тоа оде како... Ја користат ли оваа алатка за вештачка интелигенција за да си го леснат процесот на положување предмет од вештачка интелигенција? Па не знам, ама јас веќе имам колеги во индустрија кои што ја користат алатката за да им ја олесни работата, да речеме ќе направат упит во алатката да им изгенерира некаков код кој што треба да го испрограмираат самите. Тоа ќе им даде основен код, они ќе го модифицираат за потребата која што им е. Меѓутоа повторно таа алатка треба да си, како да речам, обучен да ја користи. Тоа не гледам некоја суштинска разлика помеѓу пребарување на Google и користење таа алатка, не гледам суштинска разлика помеѓу пребарување на Google и користење на Digitron за брза пресметка на некоја аритметичка операција. Можено ли е брзо и лесно да се направи таа разлика што е оригинална работа, а што е дело на програмата? Колку што чита, веќе имаше некои модели кои што возможуваат проверка дали е генерирано или е природно. Не сум ги пробал лично, не знам колку се доверливи, меѓутоа секогаш ние ќе се прилагодиме да најдеме начин на поинаква евалуација на студентите за да тие го докажат своето знаење, наместо да имаме дилема дали препишале или не препишале. Тоа сме го правеле успешно до сега, ќе продолжиме и натаму да го правиме успешно. Во таа насока направи еден експеримент со еден бот кој успеа да дипломира медицина со помош на вештачка интелигенција. Можно ли е да почнат студентите да се надеваат дека и такво нешто може да се случи? Ова го истакнувам како еден етички проблем. Така. ChatGPT е нахранет со податоци до 2021 година. Ако ставиме некаква информација што е после 2021 година, 2022, веќе 2023 година, ChatGPT најверојатно ќе даде погрешен одговор и дава погрешен одговор на многу конкретни прашања кога ќе се постават. Да речеме, може да даде погрешен одговор доколку прашате кој е декан на некој факултет.
Ќе избере некој професор, ќе го напише дека е декан, нема врска дека тој е декан, друг е декан. Во меѓувреме бил избран нов декан и така натаму. Може да праша некој друг историски податок, го прашате после 2021, исто така нема да биде ажурен со одговорите. Во последниве месеци што имаше една загрижувачка изјава од директорот на ФБИ дека стравуваат од новиот систем на вештачка интелигенција кој го користи кинеската влада во смисла на тоа дека му ќе може многу полесно да шпионира. Што ќе се случува сега во тој свет и во таа трка, можам да кажам, кој што одамна тие алатки шпиунски се развиени, иако мнозинството не знае за тоа, меѓутоа сепак постои такова, се појавува сега како стравување. Дали може да стравуваме од поголеми користења, од поголема шпионажа, не само од кинеската влада, од било кој, сите веќе имаат пристап до вештачка интелигенција. Било која апликација која што ја користиме и на телефон и на веб и било како чува некакви информации за нас. Вештачката интелигенција врз основа на тие информации, нас како личност и навиките кои што ги имаме, има способност, има алгоритми да не профилира во некаква група на луѓе. Таа е реалната опасност од вештачката интелигенција, бидејќи може да створи предрасуди кон одреден човек од страна на институциите кои што ги користат тие алгоритми. Така што може да ги оцениме и голем дел од стравувањата како непотребни, можеби. Стравувањата се потребни и луѓето треба да реагираат кај политичарите. И покрај тоа што да речеме лично не ми одговара преголема регулација на пристапот до податоците, за народот е добро пристапот до податоците да биде регулиран. Кој може да го регулира, бидејќи ова е исто така тешко, бидејќи владата нема до тој степен вработено експертски лица, како програмерите, например, кои ги пуштаат во оптек, кои ги програмираат овие апликации, овие програми. Може ли некој да ги ограничи? Може, доколку се направи соодветна регулација и доколку се прави, слично како што се атестираат возилата, да се прави атести на софтверите кои што користат вештачка интелигенција. Професоре, за крај сакам да ве прашам, бидејќи отворив и со темата дека она што го гледавме во жанрот на филмови, во жанрот научна фантастика денеска ни е реалност. Следно прво беа роботите, вештачката интелигенција, следно темите кои преовладуваат во филмовите се емпатични ботови. Возможно ли е тоа? Возможно ли е после ова интелектуална моќ да им дадеме на роботите или на ботовите и некаква емпатичност или способност за читање и перцепирање емоции? Имаат веќе некои апликации способност за читање и перцепирање на емоции, можат да детектираат според поведението што го имаме со таа апликација, дали сме расположени, дали сме во депресија. Веќе има, мислам дека и развој на медицински апликации, ако не се веќе развиени, кои што пробуваат рана детекција на депресија, што е доста битно во нашето општество, на време да се реагира кога ќе почувствува алгоритмот дека постои опасност дека некој човек е заради сопственото ментално здравје, кое што, да бидеме искрени, самите тешко можеме да го детектираме, ако не се работи за експерт до нас, уште потешко. Тука би рекол дека се баш добрите придобивки од вештачката интелигенција, нејзината примена во здравството, во превенцијата, во раната детекција на многу симптоми на болести, ќе овозможи најмалку да го зголемиме нашиот животен век, а уште повеќе да го зголемиме и квалитетот на нашето живење, бидејќи едно е кога ќе се детектира нешто на време, или барем кога ќе се даде индикација па да отидеме да се провериме од стручно лице, бидејќи вештачката интелигенција дава добри резултати, ама никогаш нема да смени доктор. На крајот секогаш човек, бидејќи гледа пошироко, има повеќе околности во предвид, ќе мора да го валидира. Да, не само информациите, вештачката интелигенција ќе има и повеќе информации, има стална меморија. Луѓето забораваме, тоа не заборава. Кога ќе се запише нешто таму, стои запишано цело време и цело време може да се реупотребува. Заради тоа и полесно се полагаат испити каде што е потребна репродукција на знаење, да речеме некои факти кои што треба да се репродуцираат, тука вештачката интелигенција само ќе ги прочита фактите и ќе ги даде одговорите. Потешко е кога ќе треба да се направи некаква синтеза на знаење, кога од постоечките факти ќе треба да се извлече некое ново знаење, кога ќе треба да се види нешто што не баш можеме да го видиме на прв поглед. И тука може вештачката интелигенција да предложи нешто, меѓутоа на крајот сепак човек ќе треба да го валидира, бидејќи ќе има поголема перспектива, поголемо искуство и, па би рекол, за некои области и подобро знаење за локалното живење на луѓето.
И каков е интересот, сосема за крај, на студентите кои се запишуваат на техничките факултети, конкретно за вештачката интелигенција? Мислам дека е голем интересот и тука е вештачката интелигенција им е достапна. На Финки имаме голем број на предмети кои што таргетираат различни аспекти на вештачката интелигенција и студентите веќе од втора, трета година почнуваат да се запознаваат со тие концепти. И мислам дека трета година веќе и активно ги користат и во сопствените проекти и во секојдневната работа. Професор Ламески, ви благодарам многу што бевте дел од денешното издание на Ви Трилинг. благодарам на поканата, ми беше чест. Кон крајот на месецот во Охрид би требало да продолжи диалогот Курти Вучич. Преговорите влегоа во понормални води наспроти ескалацијата на северот на Косово и блокадите на тамошните срби. Спорно е формирањето на заедницата на српски општини на север од Косово и меѓусебното признавање за суверенитетот на двете држави. Овие критични точки од француско-германскиот предлог ги принудуваат Вучич и Курти да манипулираат и со можни предвремени избори. Арбен Раткоцери, собственик на весникот Коха, кој еден период и живееше во Приштина, е гостин во ова издание на Трилинг. Раткоцери, Охрид како синоним на град во кој се постигна договор, рамковниот договор. Куманово, аеродромот во Куманово беше местото каде што се потпиша крајот на НАТО бомбардирањето врз Србија. Има ли некаква корелација ова што сега ни се случува и што не очекува во диалогот за прв пат после подолг период Курти и Вучич на македонско тло да разговараат за иднината на статусот на Косово? Да, и во Приштина во почеток, кога се знаеше дека во Охрид треба да се сретнат Вучич и Курти, имаше дошта дебата дали ова символика или зашто е определено во Охрид. Јас мислам дека од прагматични работи е определен Охрид, бидејќи заради ваков ниво на разговори, значи и као финале се гледа ова во Охрид меѓу Вучич и Курти, заради техничките работи што може Охрид да ги од разлика од другите градови, бидејќи знаеме тамо има аеродром, градот мислам и има искуство на вакви состаноци. Се сеќаваме во Охрид имаше доста состаноци и на бившите председатели на Ју републики, па споменавте вие и рамковниот договор и можда и треба да се некоја порака да се од овој состанок према Бугарија и Македонија заради разговорите што се водат кај нас со спорот со Бугарија. Па во Охрид очекуваат да бидат, значи и Вучич на некој начин и Курти што во Брисел усмено ја прифатија тој нацрт договор француско-германскиот, па у Охрид да се иде чекор напред, тоа и писмено на некој начин да се прифати. Охрид очигледно е символика каде што се одвиваат разговорите и се постигнува некакво компромисно решение кое би било безболно за двете страни. И уште еден факт, а тоа е дека Берлин и Париз се иницијатори за постигнување на конечен договор меѓу Белград и Приштина. Истите тие две земји беа инволвирани и во решавањето на понудениот француски предлог во однос на македонско-бугарскиот спор. Дали ова е сигнал за капацитетот на лидерите на земјите од регионот во постигнувањето на компромисни решенија? Не верувам дека земјите во регионот имат некој капацитет вакви проблематични, мислам, теми што се отворени да ги затворат без некој притисок претежно од Париз и Берлин, а богами посебно кај албанците и мора да се инволвирале и американците заради историјата, некоја доверба и така натаму. Као кај нас што е спорот со Бугарија и овој состанок во Охрид мислам ќе биде некоја финале меѓу Курти и Вучич, а од друга страна мислам дека
церемонијата на формалното потпишување можда ќе се организира во Париз или Берлин со присуство на германскиот канцелар и на председателот Макрон. Зошто Косово не се согласува со формирање на заедници на српските општини? Дали е тоа дефинитивно закопана идеја за промена на границите? Мислам дека Косово мора сега со овој споразум, бидејќи на некој начин проблематично, она што се разговара сега е на некој начин редоследот на точките, значи редоследот на усвојување на статут за Северот на Косово, бидејќи на некој начин е решен прашањето го направивте, значи за Северот да има некаква автономија, во согласно со препораките на Уставниот суд на Косово. Да се сетиме, бидејќи пред неколку години е потпишуван, значи, спогодбата меѓу Белград и Приштина и за статусот на Северот на Косово. Во Косово има еден проблем. Значи, спогодбата за Северот е потпишуван од двете сега главните опозицијски партии, Демократскиот сојуз на бившиот председател Ругова и Демократска партија на Хашим Тачи, сега во опозиција. На тогашното време, кога се потпиша овој договор за Северот, да се сетиме, актуелниот премиер на Косово Курти беше во опозиција и значи имаше доста големи протести, со тоа дојде до тоа што опозицијата, тогашната власт ја обвинуваше господинот Курти и за напад врз Косовскиот парламент со золи, имаше такви случаи, значи до тоа. И Курти дојде во власт во Косово со нарацијата дека нема да дозволи српски етнички општини, значи етничка автономија во Северот. Значи најголемиот проблем там внатре во Косово, значи опозицијата на некој начин ја прифатил, ја потпишувал и поттикнува да се потпише. Од другата страна, Курти до пред една недела не се изнесуваше за ова работа, додека каже дека усмено во последниот состанок со председателот Вучич ја прифатил. Дали Вучич и Курти може да се носат со притисокот дома меѓу своите, во услови кога, меѓу другото, од време на време знаат и да речат во оваа матна ситуација, кога треба да се дојде до разврска на преговорите, и двете страни најавуваат можни избори? Во Косово не. Во Косово, бидејќи, како ви кажав однапред, овој договор е потпишуван од двете опозицијски партии, значи партијата на господинот Тачи и Демократскиот сојуз. И тамо аналитичарите, па и колегите новинари ја интерпретираат дека овој договор е лош, ама полошо е да не се потпишува. Така да на некој начин во Косово е ова почисто, само се дебатира за степенот на автономијата на Северот на Косово и како тоа заедница, автономија, и тоа не толку јасен, и треба да се почне со статутот што треба приштинските власти, значи да го уредува, да го направат за Северот на Косово. Постои ли опасност од нова радикализација во регионот доколку не се постигне договор меѓу Белград и Приштина, или доколку се пролонгира целиот овој процес на дефинирање на статусот на Косово? Мислам дека заради глобалната ситуација, претежно заради војната во Украина, е толку голем притисокот врз Приштина и врз Белград, што не верувам дека толку ќе бидат храбри што нема да ја потпишуваат. Во Охрид се спомнува дека овој состанок ќе биде како таа преговорката или стапот или морковот. Така да во случај да не се потпише од едната страна, изгледа ќе има големи санкции врз таа земја. Подготвени ли се политичарите во регионот на рискантни потези, ако се направи, например, една паралела со одлуката на владата на Заев со договорот со Грција, па преговорите со Бугарија? Дали таква смелост би можело да се очекува и од Вучич и Курти, кои можеби потоа ќе се соочат со
политичко делегитимирање? Реално, господин Заев беше атипичен политичар во регионот и затоа дојде до тоа спогодбата со Грција и почнувајќи и преговорите со Бугарија, а богами и внатрешно некои прашања што биле меѓуетнички, имаше толку храброст што ги затвори претежно законот за јазици. Не гледам кај Курти и кај Вучич дека се толку храбри као господинот Заев, претежно бидејќи се двајцата многу популисти. Да се секам, Албин Курти во Косово има повеќе од 51% од гласовите во Косово, значи апсолутен власт има. И така и господинот Вучич во Белград. Значи политички се многу појаки во споредба на Заев, на тогашниот Заев или и на нашата сегашна, но таква храброст немат. Само големиот притисок, а сега имат голем притисок, ги натера и мора да ја потпишуваат изгледа овој договор, да ја прифатат и им дават просто да ја интерпретират во своји земји како они сакаат, значи за дневни политички работи. На почетокот од руската агресија врз Украина, вие во една ваша колумна во Коха ќе напишете: што прави Путин за Украина, Бугарија го мисли за нас, но и покрај ова македонското општество и медиуми навиваат за Путин. Овој став е пренесен во вашиот весник Коха. Ако нема договор Бугарија со Бугарија, може ли Брисел да донесе одлука Албанија да оди посебно во диалогот со Европската унија, Македонија да биде ставена замрзната се дека не ги реши домашните проблеми, особено уставните промената на уставот? Колку знам јас дека ако Македонија значи до ноември не прифати уставните промени, Албанија оди. Значи до тука биле заедно. Колку сум информиран, се чини е така. Да, и сега мислам така. Мислам сега малце работава е чувствителна. Посебно ако си албанец во Македонија, треба да си малце по-предпазлив со па и изјавите и активностите, посебно на политичките партии, бидејќи работава е доста чувствително и изгледа се работи за идентитет. Не се нарекува така, него се работи за идентитет. Ама мислам дека полошо и од ова, ако нема спогодба, и кај нас вреди таа во Косово што се зборува сега дека полошо од потпишувањето е само непотпишувањето. И кај нас, мислам дека до ноември вреди таа дека полошо од прифаќањето на уставните промени е неприфаќањето на овие уставни промени, бидејќи да влеземе ние на еден кош со Босна и Ерцеговина што има доста проблеми, па и со Косово, мислам дека не ни е толку добро. Може ли да се предизвика домино ефект доколку дојде до издвојување на процесот, Албанија да продолжи на патот кон неј, а Македонија да остане во една лимбо ситуација, да се појави незадоволство пред се дома тука, особено кај албанската етничка заедница која сепак генерално постои расположение за членство во ЕУ, говорам генерално не само кај албанската, туку и кај сите заедници кои живеат, но сепак тоа да има и натрешни превирања. Да бидеме реални, најголемиот консензус што го имаме овде дома, мислам во Македонија, па и меѓу албанците и македонците као најголеми куми, е интеграциите во Европска унија, значи во Брисел. И после второто што е проблематично, немаме алтернатива. Значи, кој е другиот пат? Значи, ако не во Брисел, кој е другиот пат? Бидејќи се обкружуваме со сите држави, и ние сме во НАТО, фала Бога. Значи, се обкружуваме со сите земји што се членка на Европска унија и се кандидат на Европска унија. Значи, да не останеме некој островче што ќе биде, условно да кажам, као депонија на сите национализми и други работи на регионот. Така да треба по мене да се најде храброст, треба и Бугарија претежно да биде малце потолерантна и да се најде некој начин што од ноември натака, значи да
да продолжиме со европските интеграции. Да се сеќаме, ние чак пред Хрватска бевме со интеграциите до 2001-2002. Види кај сме сега. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала и за вас. Поштовани гледачи, тоа беше Арбен Раткоцери, еден од собствениците на вестникот Кохеа и новинар кој по еден период живееше и работеше во Приштина. Со разговорот со Раткоцери го завршуваме и ова издание на Трилинг. Следете не и за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Довидување до тогаш.